Премиерот Христијан Мицкоски на петтиот состанок посветен на Националната развојна стратегија 2024-2044 порача дека Македонија има потреба од институции кои ќе функционираат со јасна долгорочна визија и ќе носат одлуки засновани на стратешко планирање, наместо на краткорочни политички интереси. Тој оцени дека Националната развојна стратегија представува еден од најзначајните стратешки документи за иднината на државата, нагласувајќи дека незината подготовка се темели на широк и инклузивен процес во кој учествувале експерти, државни институции, локалната самоуправа, бизнис заедницата и граѓанскиот сектор. Според премиерот, државата во изминатите години честопати била принудена да функционира во услови на краткорочно управување и решавање на тековни предизвици, но дека актуелниот момент бара поставување јасни цели и стабилна развојна рамка. Тој посочи дека Националниот совет за развој има важна улога во усогласувањето на јавните политики и креирањето мерки кои ќе имаат долгорочно влијание врз економскиот и општествениот развој. Во подготовката и реализацијата на стратегијата, како што беше наведено, учествувале повеќе од 1200 представници од различни области. Дел од предвидените активности веќе се во фаза на имплементација. Премиерот нагласи дека успехот на стратегијата нема да се мери преку бројот на усвоени документи, туку преку реалните резултати што ќе ги почувствуваат граѓаните во секојдневниот живот. Подобри услови за работа, повисок животен стандард, поквалитетно образование, поефикасен здравствен систем и институции кои ќе обезбедуваат подобри услуги. Во своето обраќање премиерот се осврна и на демографските предизвици, оценувајќи дека задржувањето на младите луѓе во земјава е едно од најважните прашања за идниот развој. Управата за финансиска полиција во координација со Министерството за внатрешни работи и под раководство на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција денеска спроведе обемна акција на повеќе локации во Скопје, поврзана со работењето на Фудбалската федерација на Македонија. Во рамки на акцијата биле извршени претреси во домови, деловни простории и кај повеќе физички лица, при што приведени се 12 лица. Според надлежните институции, уште 5 лица во моментот се недостапни за органите на прогонот. Од финансиската полиција информираат дека предметот опфаќа двајца поранешни председатели на ФФМ, раководителката на одделението за финанси и сметководство, раководител на одделот за суди и судење, како и 14 управители, сопственици и овластени лица во повеќе правни субјекти. Во истрагата се опфатени и 8 правни лица. На осомничените им се ставаат на товар кривичните дела проневера во службата и перење пари и други приноси од казниво дело. Според првичните наоди од истрагата, првоосомничениот во периодот од 2015 до 2018 година, заедно со раководителката на финансискиот сектор, наводно присвоил средства доверени во службата во износ од 127,4 милиони денари. Дополнително второосомничениот кој исто така извршувал функција председател на ФФМ, во периодот од јули 2018 до октомври 2019 присвоил уште 53,3 милиони денари. Според соопштението на финансиска полиција, осомничените постапувале спротивно на статутот на ФФМ и интерните акти на Федерацијата. Истрагата покажала дека преку вкупно 728 налози за исплата биле реализирани трансакции кон повеќе правни лица врз основа на фактури со невистинита содржина за наводно извршени услуги и испорачани стоки. Според досегашните информации на Фудбалската федерација на Македонија и била нанесена штета во вкупен износ од 180.802.365 денари. Во текот на акцијата биле обезведени и дополнителни докази и документација за пленети парични средства и одземени електронски уреди. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, заменик министерот Ѓоко Велковски и представничката на УНИЦЕФ Лесли Милер на денешната конференција истакнаа клучни пораки за системско зајакнување на предучилишното образование и проширување на опфатот на децата во градинките. Настанот насловен Ран почеток, трајни придобивки, градинка за секој дете беше посветен на представување на нова анализа за иновативни модели на финансирање на предучилишното воспитание и грижа, со цел подобрување на пристапот и квалитетот на услугите. Според анализата, Македонија има потенцијал значително да го забрза проширувањето на пристапот до градинки, доколку се комбинираат јавните инвестиции со поддршка на приватните даватели на услуги и вклучување на работодавачите. Целта е да се обезбедат финансиски достапни инклузивни услуги за сите деца.
Податоците укажуваат на сериозен предизвик во системот. Повеќе од 79.000 деца на возраст од 0 до 6 години не се опфатени со предучилишно образование. За да се постигне националната цел од 65% опфат до 2032 година, потребни се околу 19.000 дополнителни места во градинките. Во 2025 речиси 5.000 деца биле на листата на чекање, што покажува дека побарувачката значително ја надминува постојната понуда. Дополнително опфатот варира значително меѓу општините, од високи стапки на запишаност во одредени средини до под 10% или речиси никаков опфат во други општини. Посебно загрижува фактот што најранливите категории деца, вклучително децата роми, децата со попреченост и децата кои живеат во сиромаштија имаат најограничен пристап до предучилишни услуги. Министерот Лимани истакна дека државата веќе работи на проширување на капацитетите преку изградба и реконструкција на градинки, како и преку воведување алтернативни модели на згрижување, вклучително групи за деца во други просторни услови и центри за ран детски развој. Според проценките, проширувањето исклучиво преку јавна инфраструктура би барало повеќе од 100 милиони евра и би траело со децении. Затоа се предлага комбиниран модел – развој на јавниот сектор заедно со кофинансирање на приватни градинки и поддршка од работодавачите. До 2032 година се предлага отворање на околу 13.500 нови места во приватни градинки и 5.300 во јавни, со систем на кофинансирање кој би обезбедил пристапност за сите семејства, вклучително и најранливите категории. На 54 годишна возраст почина Љупчо Грнчиштанов, главен инспектор во Државниот пазарен инспекторат, кој воедно беше еден од обвинетите во судскиот предмет поврзан со пожарот во објектот Пулс во Кочани. Грнчиштанов ја извршувал функцијата генерален инспектор и раководител на инспекцијската служба во периодот од 15 јануари 2013 до 16 март 2025 година. Во рамки на судската постапка, тој беше обвинет за кривичното дело тешки дела против општата сигурност. Според достапните информации, поминал 77 дена во ефективен притвор, пошто бил во домашен притвор во траење од 14 месеци. Како што се наведува, на Грнчиштанов му се слошило во домашни услови, пошто починал. Од основното јавно обвинителство Скопје најавија дека ќе биде издадена наредба за обдукција со цел утврдување на причините за смртта. Истрагата и понатамошните постапки поврзани со случајот Пулс продолжуваат согласно законските процедури. Министерството за внатрешни работи спроведува засилени сообраќајни контроли насочени кон санкционирање на возачи кои што управуваат моторни возила под дејство на алкохол или наркотични средства. Акцијата се реализира во периодот од 15 до 21 јуни како дел од Европската иницијатива, при што полициските станици за безбедност на сообраќајот спроведуваат интензивни проверки на целата територија на државата. Како дел од оваа кампања се спроведува 24-часовен сообраќаен маратон, во кој ќе биде зголемено присуството на полициски патроли и ќе се вршат засилени контроли со цел откривање на возачи кои управуваат под дејство на алкохол или наркотични супстанции. Од МВР информираат дека целта на овие активности е да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се намали ризикот од сообраќајни несреќи предизвикани од неодговорно однесување. Во нивниот апел до граѓаните се нагласува дека безбедноста на патиштата е заедничка одговорност и дека секоја одлука зад воланот има директно влијание врз животот и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да не седнуваат зад воланот доколку конзумирале алкохол или наркотични средства. Една неодговорна одлука може да има трајни последици, додека одговорното однесување спасува животи, велат од Министерството за внатрешни работи. Најмалку 18 лица загинаа, 33 се повредени во серија израелски воздушни напади врз Јужен Либан, соопшти Либанското министерство за здравство. Нападите се случиле во текот на ноќта и раните утрински часови, при што најпогодена била областа на Батија, една од клучните точки во актуелната ескалација меѓу Израел и Хезболах. Израелските одбранбени сили соопштија дека цел на операцијата биле милитантни позиции и инфраструктура поврзана со Хезболах, вооружена група поддржана од Иран. Од израелска страна се наведува дека нападите биле одговор на претходен инцидент во кој загинале 4 израелски војници.
Либанските власти и Државната новинска агенција ги опишаа нападите како едни од најинтензивните во последниот период. Ескалацијата доаѓа во чувствителен момент, само еден ден по објавувањето на договорот меѓу САД и Иран, кој има за цел намалување на тензиите на поширок регионален план. Сепак борбите меѓу Израел и Хезболах продолжуваат, што отвора сомнежи околу ефективноста на дипломатските напори за стабилизација на овој конфликт. Либанските власти предупредуваат дека новите напади сериозно го загрозуваат процесот на смирување на ситуацијата, додека Израел инсистира дека новите акции се насочени исклучиво кон елиминирање на безбедносни закани по северната граница. Во меѓувреме Хезболах презеде одговорност за повеќе напади врз израелски позиции, наведувајќи дека тие се одговор на израелските воени действија на либанска територија. Според податоците на Либанското министерство за здравство, од почетокот на актуелната ескалација загинале речиси 4000 лица. Над 11.000 се повредени. Илјадници жители од Јужен Либан се раселени, додека бројни населени места претрпеле значителни штети. Аналитичарите оценуваат дека иако дипломатските договори меѓу големите сили представуваат важен чекор, тие не гарантираат автоматско смирување на теренот, особено во региони како Јужен Либан. Преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран, кои требаше да се одржат во Швајцарија, се одложени само еден ден по подпишувањето на меморандумот за разбирање кој предвидува патоказ за мирно решавање на спорните прашања меѓу двете земји. Во меѓувреме, Израел соопшти дека нема да ги почитува условите од документот. Продолжува со војните операции во Либан, што дополнително ја усложнува безбедносната ситуација во регионот. Од Белата куќа беше соопштено дека американскиот потпредседател J.D. Венс нема да отпатува во Европа на разговорите, кои се организираат со посредство на Катар и Пакистан. Од администрацијата наведуваат дека логистиката на преговорите останува сложена и непредвидлива. Одложувањето го потврди и Швајцарското министерство за надворешни работи, истакнувајќи дека подготвителните активности за средбата продолжуваат. Првично било планирано финализираниот документ со 14 точки да биде свечено подпишан во Швајцарија, но церемонијата била забрзана и документот бил подпишан за време на посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Франција во рамки на самитот на Г7. Иранските власти изразуваат длабока недоверба кон намерите на Соединетите Американски држави, нагласувајќи дека клучен предуслов за напредок е прекин на израелските војни операции во Либан. Македонија денеска ја очекува претежно сончево и топло време со мала до умерена облачност, со можност за краткотрајни поројни врнежи од дожд и грмежи во попладневните часови на одредени места во државата. Идува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури ќе се движат во интервал од 7 до 16 степени Целзиусови, додека дневните максимални ќе достигнат од 27 до 33 степени. Во Скопје времето ќе биде претежно сончево и топло со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе се движи од минимални 15 до максимални 32 степени. Според прогнозите, до средината на следната седмица ќе преовладуваат сончеви уште потопли денови во предпладневните часови. Сепак, поради зголемена атмосферска нестабилност во попладневните часови ќе постојат услови за локално невреме. Најголема веројатност за појава на краткотрајни поројни врнежи и грмежи се очекува во планинските и југоисточните делови на земјата. Надлежните препорачуваат внимателност при нагли промени на временските услови, особено во попладневните часови.